Помина речиси десетина години, кога во 2014-тото господово лето, 3 дена по Шекеречкиот Спасов ден и ден пред Рилескиот и Долненскиот Спасов ден, кој празник овие две села од Пантивека си го празнуваат во неделата, за да мештаните од селото Секирци и селата Рилево и Домени си сторат гости, наминат во Пилепското село Домени, ем за селото, ем за Долненскиот фестивал на гајдаджиите, да направам документарен запис и на заминување со мештаните од ова село се договоривме повторно да наминам во ова село, а мештаните да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, кои нивните дедовци и баби им ги раскажувале, за да не останат покриени од правка на заборавот, кога за Великден ова 2024 господово лето, мощне рано ми задзвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефонскиот апарат, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица слушнав еден непознат женски глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те разводим", ми рече. "Добро утро", и одговорив. "Буден сум, одамна сум буден", додадо. Ете јас така порано, знаеш по-селски, од едно село се јавувам, сигурна сум дека си го посетил досега, од Домнени се јавувам. Еве овде рано изутринава, за Великденов сме собрани и си разговаравме кого да викнеме да ни направи репортажа за селово, арно ама така да речам по-домненски, додека се нагаѓавме која телевизија да ја викнеме, па се присетивме на тебе, гледајќите по телевизииве наши насушни, па си рековме да те побараме да ни дојдиш во нашево село и за него да направиш репортажа. Моето име е Марта, а се презивам Крпиношка, инаку сум од фамилијата на Праличовци, ми рече. "Што велиш ти?" ме праша. Слушај вака да ти кажам, одамна му се токмам повторно да го посетам твоево село, ама никако да му дојде редот, малку на повисок глас на шега и довикнав. Ете сега кандисај се, и таа со повисок глас ми довикна од другата страна на незиниот телефонски апарат. Јас своето си го кажам, сега оставам на тебе, ми рече Марта Крпиновска. "Бива како не бива", и реков. "Кој ден да дојдам?" ја праша. Се разбира за празникот недела на светите жени миросници, ама најсетне да дојдеш на заслогот, заслог си правиме, а утредента и утринска богослужба ќе има, многу народ ќе се собере, а воедно моето семејство ова 2026 господово лето е домајчин. Ние сме домајчини во црквата, ние сме домајчини во чест на овој празник. Ќе дојдаме, како нема да дојдам? Само ти кажи кога. Да, со возо ќе дојдеме. Да, со возо, да. Добро. Аха, да. Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, ја да. Ама заедно ќе бидеме. Да, заедно ќе стигнеме јас таму. Така, да. Договорено. Да, договорено. Секако. Точно. Во ред. И навистина така и бидна. За селото Долнени тргнав ден пред празникот недела на светите жени миросници, пладништето и некаде во доцните попладнени сати стасал во Долнени кај семејството Праличовци, каде што ме пречека Марта Крпиношка заедно со незиниот домаќин Сашо Крпиновски и професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насушна денешница, антрополози, географи и историчари, а воедно и дел од менаџерскиот тим
на продукцијата Маријово филм, кој беше дојден во селото Домнени по нова истражувачка, географско, антрополошка, етнолошка и историографска мисија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе повторно да дојдам во Домнени, мештаните од ова село да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, кои што останаа недораскажани пред 10 години, воедно да ми ги раскажат и старите адети и обичаи за сите верски православни празници, посебно за старите адети и обичаи, за заслугот, вечерното богослужение, утринската литургија, празничната трпеза, посветено на верскиот празник, недела на светите жени миросници, а сето тоа да биде преточено во документарен запис со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно патени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. Приквечерното домнешко небо беше кристално чисто, сонцето што туку заоѓаше, а сончевите зраци, задскриени зад планинскиот превој Барбарас, ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена посветена на светите жени миросници, а меѓу народот попознат како недела на светите жени миросници. Мештаните од селото Домнени во Домненскиот соборен храм Вознесение Христово привршуваа со подготвителните работи за заслугот вечерната богослужена литургија во чест на верскиот празник, недела на светите жени миросници, а ширум северниот дел на Прилепското поле, како бисер гердан се зареди народ во правец на селото Домнени. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во Прилепското село Домнени на празникот посветен на светите жени миросници, меѓу народот попознат како недела на светите жени миросници. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис од заслугот, вечерната и утринската богослужена литургија, празничната богослужена трпеза, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник заедно со соборскиот народ во црквата Вознесение Христово во чест на сите жени миросници, меѓу народот попознат како недела на светите жени миросници, предлагам да го погледните документарниот запис на професорот Драгослов Миновски, посветен на христијанско-православниот начин на живење во сета христијанска православна екумена во продолжение на оваа репортажа. Почитувани, денес со продукцијата Маријово филм во нова истражувачка мисија се наоѓаме во православниот христијански храм Свети Спас во селото Домнени. Денес е големиот христијански празник Свети жени миросници. Денешниот православен ден започна со утринска литургија во црквата во селото Домнени, па потоа продолжи со светен ручек и на крајот со музичка веселба и еден општо народен собир. Во знак на одбележувањето на овој денешен празник ќе се произнесам на една тема се за православието. Православието е вера, наследство и жива традиција што го обликува идентитетот во Македонија. Прашањето е, што е непроменливо, а што се менува? Источното православие верува дека вистината доаѓа од Бога и дека тоа е стандардот на животот за верниците. Светото писмо е инспириран, траен и сигурен стандард за православната вера.
Православните не ја темелат својата вера на човечки навики, туку на непроменлива вистина. Тука се разликуваат црквата и обичајот. Црквата води кон вистината, додека обичајот може да помогне или да измами. Некои обичаи го помагаат духовниот раст, други го попречуваат. Патот на православните е едноставен во насоката, но бара трезвеност. Во јавниот дискурс често слушаме за традиционални вредности. Сепак, постои контраст помеѓу возвишените зборови и грдите практики. Народните преданија содржат убавини и мотиви кои бараат разумна проценка. Православната црква повикува на раст во Христа. Бидете совршени. Ова е движење кон светост, генијалност и талент. Ние не се враќаме назад, туку се прилагодуваме на времето, без да ја изгубиме нашата суштина. Традицијата значи пренесување на знаење и вредности од генерација на генерација. Во историјата на православието, идентитетот се гради преку споделено сеќавање и лично искуство. Ова значи дека православната вера се оценува според нејзините плодови, без разлика дали нејзиното наследство не поврзува со Христос или не спречува. Традицијата не е само музејски експонат. Таа е жива, се доведува во прашање и се потврдува преку служба и молитва. Во пракса, традицијата не подсетува дека верата не е само етикета, туку припадност кон црквата и начин на живот. Традицијата вклучува материјално, техничко и духовно наследство. Таа се пренесува усно и преку заеднички обичаи. Во православието, на ова пренесување му се дава ритам преку литургија, пост и преку празници. Доброто на традицијата облагородува, но христијанството бара просветлување на срцето. Она што е корисно останува, а она што ги повредува другите отпаѓа. Традицијата гради мост меѓу предците и децата кога служи на вистината и на љубовта. Таа учи на ред, самодисциплина и верност. Тогаш православната вера добива длабочина и насока. Но, долгогодишната практика сама по себе не е критериум. Ако обичајот стане штит за суеверие, тој ја задушува совеста. Тогаш на заедницата и се нуди форма лишена од животна сила. Живата црковна традиција е во хармонија со Светото Писмо и благодатта. Таа е динамична. Ги преведува вечните цели на јазикот на времето, без да ја изгуби својата суштина. При тоа, верникот учи да го разликува суштинското од секундарното. Човечката традиција е поинаква. Ги става човечките правила над Евангелието на трупува товари. Бара послушност, бара осудување. Затоа е важно да се разбере значењето на исповедта и да се провери секој образец преку христијанството и практиката на црквата. Православието го смета Светото Писмо за темел на својата вера. Преданието е важно за примена на таа вера. Православните христијани го бараат патот до вистината, користејќи го искуството на заедницата. Библијата е божествено инспирирана, што и дава врвен авторитет. Нејзината порака останува иста низ времето и јазиците. Затоа православните христијани се проверуваат според Светото Писмо. Кога обичаите стануваат правило без Светото Писмо, товарот врз верниците се зголемува. Ова може да ја замагли вистината. Православните христијани се враќаат на Светото Писмо за да ја одржат традицијата жива. Православната црква прави разлика меѓу реалното и имитацијата. Светото Писмо останува основа, а целта е чисто христијанство. Православието е пат од првите сведоштва на Евангелието па се до ден денес. Овој пат ги поврзува Светото Писмо и животот. Православната вера јасно бара Светото Писмо како граница
литургијата како здив и одговорноста на верникот. Православната вера се синхронизира со времето, но останува верна на Евангелието. Затоа православните ги проверуваат обичаите со Светото Писмо и со плодовите на Духот. Православието не е само стил, туку вистина, а православниот збор служи како мерка за работа и за живот. Христијанството повикува на исход, а не на круг. Православните творци, без разлика дали пишуваат, сликаат или градат, бараат форми полни со благодат и со вистина. Тие сакаат делото да го носи Светото Писмо без деструктивни дополнувања. Православието го насочува срцето нагоре, преку литургија и само усовршување. Така, православниот збор ја зборува вистината која преобразува. Во јавната сфера, православието бара одговорен тон. Православниот глас треба да биде јасен, да биде нежен и вистинит. Така се појавува култура која не го копира светото, туку го живее преку дејствување и преку служење. Во време на брзи промени, православното семејство го зачувува ритамот што ја храни верата. Во него православието се учи преку секојдневните обичаи. Домот е местото каде што се слуша Светото Писмо, а љубовта станува акција. За православните христијани домот е центарот. Домот дише литургиски живот кога утрото започнува со молитва. Денот завршува со благодарност. Читањето на Светото Писмо и постот го обезбедуваат истиот компас. Во пракса, честа и гостопримството стојат заедно со почитта од секој член на домот. Православието ги усовршува обичаите кога љубовта и верноста имаат предност. Православните христијани се разликуваат во суштина по светлината што ја носат. Христијанството бара срцето да се преобрати. Исповедта не значи само славење празници. Тоа значи да се биде верник во Светото Писмо, крштевањето и литургијата. Народната традиција ги штити селата, градовите и семејствата. Таа живее во песни, во приказни и поговорки. Обичаите, моралот и верата се испреплетени. Православниот верник бара смисла, подпирајќи се на Светото Писмо и живата традиција на црквата. Народните песни го одразуваат духот на заедницата. Православниот живот се подпира на живата традиција на црквата. Православните христијани имаат поголема одговорност кога зборуваат за Бога и за човекот. Православниот збор учи дека вистината и љубовта треба да бидат секогаш заедно. Светото Писмо е наш водич. Тоа носи мир и носи љубов. Во домот, православието и православното семејство создаваат ритам на молитва, на љубов и на учење. Православието се темели на Светото Писмо. Тоа е темел што останува ист низ времето и низ вековите. Црковната традиција треба да биде во согласност со Светото Писмо, а не само со локалните навики и обичаи. Целта на православието е да станеме подобри, како што е напишано во Евангелието. Ова значи дека треба да растеме преку молитва, литургија и милосрдие. Вистината и љубовта Христова треба да го водат нашиот пат. Треба да се држиме до Светото Писмо, присуството на нежноста и плодовите на Духот. Православието останува живо сведоштво, а православната црква и верата се светли обележја за Македонија и за христијанството. Православието е вера во Христос и начин на живот од црквата. Преданието е пренесување на искуството на светоста низ времето. Живата традиција е она што е во хармонија со Светото Писмо и со благодатта. Црквата не е апстрактна заедница. Таа секогаш се манифестира во одреден народ, во време и во простор. Од самиот почеток таа го соопштувала Евангелието во категориите на локална култура и јазик. Во исто време таа ја отворила нацијата, ја ослободила од националниот егоизам и самодоволност, ја присилила да излезе од себе и да се соживува со другите. Црквата не ги негира националните ентитети, но негира секаков облик на подреденост меѓу народите, морална или аксиолошка супериорност. Според националниот состав на незините верници,
локалната или автокефална православна црква е мултинационална, доколку на тоа подрачје живеат членови на различни народи, а може да биде и мононационална, доколку тоа подрачје е национално хомогено. Теоретски може да биде и ненационална ако верниците не сакаат да се идентификуваат национално. Црквата, според тоа, не го негира, ниту абсолютизира националното, туку гради единство во различноста, помирена различност на многу народи. Секој народ има право и можност да влезе во црквата со можност да го зачува својот собствен национален идентитет во неа, но никој нема право да има во наводници своја ексклузивна, пак во наводници национална црква, која би го национализирала Христос во наводници, би го зајакнала националниот егоизам и би ја обожила самата нација. Според Светото писмо, Бог го обликувал секое срце на посебен начин. Секое срце е негова цел, местото каде што тој сака да престојува и да биде откриен. Бидејќи Царството Божјо е во нас, срцето е сцена на нашето спасение и секој аскетски подвиг се презема за да се исчисти од нечистотија, за да стане чисто пред Господа. Патеките на животот минуваат низ срцето на човекот. Затоа незаситливата желба на сите оние кои постојано го бараат лицето на живиот Бог е нивното срце, некогаш затемнето од гревот, повторно да свети со неговата благодат. Срцето е вистинскиот храм на средбата на човекот со Господ. Човечкото срце бара знаење и интелектуално, и божествено, и не наоѓа мир се додека Господ на славата не дојде и не се всели во него. И Бог, кој е во наводници љубоморен Бог, не сака само дел од нашето срце. Во Стариот Завет го слушаме како вели: Сине мој, дај ми го срцето свое, а во Новиот Завет тој заповеда: Љуби го Господа, твојот Бог, со сето своје срце и со сета своја душа и со сиот свој ум. Тој е оној кој го обликувал срцето на секој човек на единствен и неповторив начин, но ниедно срце не може целосно да го опфати, зашто Бог е поголем од нашите срца. Сепак, кога човекот ќе успее да му го предаде целото своје срце на Бога, тога самиот Бог го зачнува непропадливото семе на својот збор, го запечатува со своето чудесно име и го прави да свети со своето непрестајно и благодатно присуство. Тој гради храм на своето божество, храм што не е направен од раце, способен да го формира неговиот лик, да го слуша неговиот глас и да сведочи за неговото име. Со еден збор, човекот ја исполнува целта на својот живот, причината за неговото доаѓање во минливото постоење на овој свет. Почитувани мои, предлагам да го проследите документарниот запис од вечерната богослужена литургија со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво заедно со соборскиот народ, која се одржа во Долненската соборна црква Вознесение Христово во чест на светите жени миросници. Твоето име, презиме? Весела Јанковска. Од каде си? Долневина. Така, а по потекло? Од овде? Од овде. На Староселец. Од која фамилија си по мајка ти, по татко ти? Од Тошевци. Така, а по домајчинот? По домајчино Јанковци. Така, твоето име? Лиljana Ристинска. Ти од овде си исто? Долневи сме. Така, од која фамилија си? Од Мартиновци. По татко ти? Од татко ти да. А по мајкет, по домајчинот? По
Кога домајчино конјари мало, таму сум мажена. Така, како се вика домајчино? Иван Барлевски. Колку Господ Челал би даде? Едно девојче, мажено со машко и девојче. Како се вика внучината? Мартина и Михаил. Кој ти е побило првото или сигарето? Исто. Кој ти е куќна слава? Кучна слава нас ни е пречиста. Така. Колку Господ Челал би даде? Вашиот домаќин? 3. Мажени? Черки и син. О- Мажени черките поодамна. Имаме најстарија внука од 14 години, најмалата 4. И синот сега се ожени. А Илија нека е. Фала. Како се вика внуките? Јана, Јована, Бисера, Ива, Николија и Константин имаме внук. Кој ти е побило првото или сигарето? Сите. Кој ти е куќна слава? Петков ден. Така. Тоа ти ме презиме? Марина Сребреновска. Ти од каде си? Јас сум од Порече, до преселени во Гдедомлени. Од која се од Порече? Јас сум од растеж мажот ми од Бенче. Од Бенче? Да. Так, како се викаше татко ти? Татко ми Цветан, а татко му од мажот ми Кузман. Така, мајка ти? Ката, Така. Како се каже дедо ти по татко ти? по татко ми Симе. Така. А баба ти по татко ти? А не знам. Така. А овоќе, дали знаеш како се вика дедо ти по мајка ти? А мајка А. ми не. Така. Колку Господ Чела ви даде? 4. Како се вика? Филип, Фросина, Бојана и Кате. Од домени или? Не, од мислам наши, мој од мажот ми. Дали се мажени или не се мажени? Едното е мажено. Така. Илош, На детенце, како се вика? детенцето Антонио, мислам таа Бојана, Никола и Антонио. Кој ти се помили првото или сигарето? Сите се помили. Кој ти е куќна слава? Свети Ѓорѓи. Нека е за много години. Така. Тоа ти ме презиме? Така. Од кај си родом? Којнари големо, Голем коњари, од која фамилија си? што Смиловци, Така, како се вика татко ти? Петри, Мајка ти? Таница, Баба ти, како се викаше? Стевка, Дедо ти? Тодор, А дедо ти по мајка ти? Атанас, А баба ти по мајка ти? Марија. Колку сте вие браќа и сестри? Ние сме тројца, тројца. Како се вика? Едно е починал сега, Динчот е починал, добре и јас. Така. Домаќинот твој се вика? Лаво. Колку Господ Челал ви даде? Едно машко, едно жен. Од домени, домени. До мене се двајцата. Колку внучина имаш? Како се вика? Јован и Микај. Кој ти е помило првото или сигарето? Двиете исто ми се. Кога ти се радува душата повеќе, кој ќе дадат внучината или кој ќе ги видиш и кој си ода? Ниво поче, тука се тие мучината кај. Доаѓат, а? Нека те на 7 години. Мучина се Свети Ѓорѓија. Така. Так. Чекај, назад. Потвати чекај и средината да ми стопи. Ова е знамино бе човек. Ова е за силта петка. Не, ова е... Ама дојдете ваму, видете ваму, ве сите овде. Заврти го веле од кај вастра, напред. Ете така, наугрев. Да, земам ги. Па треба понамака, не можам да гледам. Ете така. Ајде сега. Ја не го гледам, ајде мате. Дошам тако, едете. Се разважам. Ете така. Само да не го подврзуваш. Подврзам да спи така. Намотај. Ламиш, свој се склепија. Забира го. Чекај, ова добро за тоа. Само стегни. Ај стегни на рака. Јас не се чекувам.
Ако нема шајке, кајте му шајке тука. Заврзате го. Роди там. За попрепите. Еве само понади го. Стегни. Евака. Нема гајде сега, супер. Еве така. Хај се до вас. Високо овде така. Еве е овде. Е така, знаца исто его. Е така. Не ме приđa. Каде иде? Иле? Ама ние право. Како? Иле? Иди да била. Држи го синко повисок си. Ајде. Буде кај вас. Стричари. Иди. Само вако измокај. Седи. Може, така да смејате така. Али не е на мајчки, знам. Нема кај ми кажу. Ете така. Столче. Можеш моме без столче? Пази за тој големе. Не да видиме одавде. Рече Господ на своите ученици, вие сте светлина на светот, не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Ниту пак светилото се пали и се става под поклоп, туку на свешник, за да им свети на сите в куќи. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела
и да го прослават вашиот Отец Небесен. Немојте да мислите дека сум дошол да го нарушам законот или пророците. Не сум дошол да го нарушам, а да го исполнам. Зашто вистина ви кажувам, додека постојат небото и земјата, ниту една јота или црта од законот нема да се измени, додека не се исполни се. И така, оној што ќе наруши една од тие најмали заповеди и така ги научи луѓето, најмал ќе се нарече во Царството Небесно, а оној што ќе ги исполни и поучи, тој најголем ќе се нарече. Во Царството Небесно. Мир на тебе што ни благовествуваше. Живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. За благопријатен воздух, за изобилие на заедни плодови, за мирни времиња, да се помолиме на Господа. За оние што пловат, патуваат, боредуваат, страдат, што се заробени за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресвета да пречиста, преблагословена, славна владичица наша, Богородица и секој Дева Марија, со сите свети, самите себе ден друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во век и веков. И залакаша зискају штиже Господа. Не лишац ја Христос последе нас и ќе биде. Христос последе нас. Христос последе нас. Зискају штиже Господа, не лиша. Почитувани мои, предлагам да го проследите документарниот запис од утринската богослужена литургија, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво заедно со соборскиот народ во Долненската црква Вознесение Христово, празничната богослужена трапеза и сенародното празнување во чест на христијанско-православниот празник, недела на светите жени миросници, во продолжение на оваа репортажа. О мир да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божји цркви, за нивно соединување да се помолиме на Господа. За овој свет храм, за нешто влегува, твори го со вера, набожност и страх Божи, да се помолиме на Господа. За високо преосвештениот митрополит наш Петар, епископот Климен, за честното свештенство во Христа дјаконството, преподобното монаштво за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. За благочестивиот христолюбив православен народ наш, да се помолиме на Господа.
за да им помага и да покори подносете нивни секаков непријател и противник, да се помолиме на Господа. За овој свет храм, за ова село, секое село, град, земје, за никој што живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. За благопријатен воздух, за изобили на земни плодови, за мирни времиња, да се помолиме на Господа. За оние што пловат, патуват, боредуваат, страдат, што се заробени за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресвета, да пречиста, преблагословена, славна владичица наша, Богородици секојаш Дева Марија, со сите свети, самите себе ден друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Благочестивиот и Христолюбивиот род православен христијански, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш, и во веки веков. Титори, приложници, украсители, помагатели на овој свет храм, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш и во веки веков. Високо преосвештениот митрополит наш Петар, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш и во веки веков. За здрави и спасење на чедата Божји од ова парокија, од ова село и за рабите Божји, Гоце, Марина, Перо, Филипче, Просина, Катерина, Сашо, Марта, Илија, Катерина, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш и во веки веков. Блажено покајните отци и браќа наши, кои почиваат овде на секаде во православните земји за рабите Божи, Стојанка, Живко, Тоде, Митра, Цветко, Петре, Зора, Сава, Виданка, Даме, Дукадинка, Кузман, Божа, Сотирка, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш и во веки веков. Заедно со вашите роднини пријатели, да ве спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш и во веки веков. И сестри, во денешното Свето Евангелие прочитано, чухме за денешниот настан, за храбриот подвиг на жените мироносици. Тие и покрај сите опасности закани за сите оние кои го следеле Христа, утрото во првиот ден од седмицата одишле на гробот со мириси за да го помажат телото Исусово. Но кога стигнале на гробот, виделе чудо, каменот кој бил многу голем и тежок бил трнат, а во гробот стоеле само погребните завој и платна, со кој било виткано телото на Господ. По десната страна стоел ангел Господов, кој им кажал дека Христос повеќе не е во гробот.
дека воскреснал, им рекол да ја пренесат таа вест на апостолите. Колку голема храброст и бестрашност покажале овие жени под крстот Христов, кога сите се разбегале од апостолите, само светиот Јован Богослов останал заедно со Пресвета Богородица и другите жени, следбенички и проповеднички Христови. И овде, откако Господ бил погребан, пак апостолите покажале страв и се скриле сите скршени од болка поради загубата на својот возлюбен учител и Господ, додека пак жените уште пред изгресонце без страв отишле на гробот. И пак, по воскресението Господ и се јавил најпрво на Марија Магдалина и нејзе и порачал да ја објави та радосна вест на апостолите. Па дури потоа, откако тие не можеле да поверуваат во воскресението, самиот тој лично им се јавил. Па се поставува прашањето, која била силата во тој, кој бил мотивот за толку да се жртвуваат овие свети жени? Љубовта, драги браќа и сестри, љубовта кон Христа нашиот Бог и Спасител. Тамо каде што има љубов, тамо нема страв. Погледнете пример животните кои имат љубов кон своите новороденчиња. Тие животот свој го жртвуваат само за да ги спасат своите сакани. Така и овие свети жени, имајќи преголема љубов кон Господа Исуса Христа, не почувствувале никаков страв. Всушност, кај жените мироносици победила љубовта кон Господа Исуса Христа. Угледувајќи се на примерот на светите жени мироносици, поучени од нивната храброст и љубовната посветеност на Бога, да се потрудиме со сето срце да го возлюбиме воскреснатиот Господ, да започнеме да водиме цврст подвижничко литургиски живот, па вкоренети во Христа од Него, од изворот на животот и на секоја премудрост, да го црпиме својот христијански идентитет и отфрлувајќи секоја демонска помисла на срам или страв, слободно и смирено во секој време и место, јавно да исповедаме својата вера во нашиот Троичен Бог, а со својата христоподобна и себежртвувачка љубов да го сведочиме Христос, кој заради нас се распна и пострада и славно воскресна. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! На помош и за многу години. Честито Бога да е благословено до вечинството, Господ да ви дарува што ви душа сака вас и на сите. И да помиле гробовице, Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како ние што им ги проштаваме наши задолжници, и не воведувај во искушение, но избави ни од лукавиот. Зашто Твое царството, силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Да се помолиме на Господа. Господи, кој се си направил со својот збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови, за наслада и храна наша, кој трите момчини Данила кога биле во Вавилон, хранејќи ги со семина, си ги покажал посветли до нешто биле со сласт хранети. Ти самиот се благ цару благослови ги ове семиња со различни плодови
и од светијите што ќе дадат од него, зашто во Твоја слава и во слава на пресвета Владичица наша Богородица, затоа добар Боже, на оние што го красили, што извршуваат спомен, подарим се што просат за спасение за вечните блага по молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и на сите свети, зашто Ти секој се благословиш и осветуе се Боже наш, Тебе слава Ти внесуваме со безпочетниот Отец, пресвет и благи животворен Твој дух, сега секогаш и во веки веков. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го и леп пшеницата винот со Твојот свет дух, сега секојаш и вечни векови, амин. Во слава и чест на светите жени мироносни Ти принесувам, Господе, во бескарна жртва од наднебесниот Твој жртвеник. Уште се молиме за здравие и спасение на чедата Божи. Сашо, Марта, Илија, Катерина, Гоце, Марина, Перо, Филипче, Фросина, Катерина. Ајде домаќините напред, елате. Сите. Свјати мученици, же добре страдавче, славаче и венчаше ся. Господу помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеником радование, и же проповед Троица единосушная, Исаия ликуй дева име во чреве, и роди сина Емануила, Бога же и человека, востокимя ему, Jego же величающе Дievo блажаем. Христос последе нас. Ей ќе биде. Христос последе нас. Ей ќе биде. Христос последе нас. Ей ќе биде. За много години. Христос воскресе из мертви, смертио смертво прав. Исус ти во гробе живот даровав. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им дари. Христос воскресе из мертви, смертио смертво прав. Исус ти во гробе живот даровав. Она време се искачи Исус во Ерусалим приопча да порти имаше бања, по еврејски наречена Витезда со Петремови вони, влежа мнозина болни, слепи и хроми, кои очекува се раздвижи водат, зашто од време на време во бања слегош ангел Господов и раздвижуваше водата, и кој прв ќе влезеше по раздвижувањето на водата, оздравоше од каква и да било болест да боледуваше. О мир да се помолиме на Господа, за небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа, за овој свет храм за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божи да се помолиме на Господа, за високо преосвештениот митрополит наш Петар да се помолиме на Господа, да се освети овода со силата дејство, слугањето на светиот дух да се помолиме на Господа, да слезе нова вода очистителното дејство на предвечната Троица да се помолиме на Господа, да биде ова вода лековите за душата и телата за згонување секаква непријателска сила да се помолиме на Господа, да се испрати благодат за избување благословени Јорданово да се помолиме на Господа, на сите кои што им треба од Бога помош и заштита да се помолиме на Господа, Боже заштити не спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат, спомнувајќи ја пресвета да пречиста, преблагословена славна Владичица наша, Богородица и секојаш Дева Марија, со сите свети, самите себе ден друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светиот Дух,
сега и секогаш и во веки веков. Спаси, Господи, люди Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православным христијаном нашим, да сопротивнија дарујај. И Твое сохраняя Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православным христијаном нашим, на сопротивнија дарујај. И Твое сохраняя и крестом Твоим жителством. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што те поречиси 10 години, повторно го посетив селото Домнени, поточно речено и јас бев гостин на празнувањето на христијанско-православниот празник, посветен во чест на светите жени миросници, меѓу народот попознат како недела на светите жени миросници, воедно да направам нова документарна репортажа како за селото Домнени, така и за ова празнување. Почитувани мои, ги оставам мештаните од селото Домнени да си го празнуваат овој христијанско-православен празник, со едно ветување дека повторно ќе наминам во селото Домнени, за да Господ на сите нам живот и здравје да ни дава. Оно што сега плаче, вечерно ќе трагува. Изплачи се сега мила, изплачи се така сама, на мој вераме.